Прво место во женска категорија и трето место севкупно на младинскиот куп на Македонија се резултатите кои што викендов ги постигнаа атлетичарите на Атлетски клуб Куманово. По трет пат Теја Алексовска ги помести границите на државниот рекорд во фрлање кладиво, кој сега изнесува 31,79. Освои две први места во фрлање диск и кладиво, второ место во фрлање ѓуле и трето во трискок. Дијана Вукановиќ освои две први места на 400 метри со пречки и 200 метри и две втори места на трискок и 100 метри со пречки и 3 лични рекорди. Учествував на младинскиот куп кој се одржа 2 дена, сабота и недела. Учествував во 4 дисциплини, од кои што успеав во сите да фатам норма, што е и битно за ваков вид на надпревари. Најбитно беше за мене во фрлање кладиво и во фрлање диск да бидам прва и тоа и успеав. Исто така го подобрив мојот државен рекорд во фрлање кладиво, кој сега изнесува 37,79 и тој исто така е рекорд и под 18 години и под 20 години. Пред тоа, во лето, имав и други надпревари, каде што успеав да станам државен првак во фрлање кладиво и фрлање диск и под 18 години и под 20 години, исто така и сениорски првак. Учествував во 4 дисциплини и штафетата 4 пати по 100 метри, во која забележав значителен успех. Освоив 2 први места и 2 втори места. Со тоа освоив поени, со што придонесов за освојување на прво место во женска категорија и трето место севкупно. Во наредниот период имаме уште неколку позначени, неколку не толку значени надпревари. Се надеваме на подобар успех и подобри резултати. Станува збор за младински куп на земјава во кој настапуваат сите клубови. Рангирањето се прави со собирање поени категорија под 20 години. Опфатени се сите дисциплини во атлетиката, скокачки, фрлачки и трчање. Тренерот Филип Колевски вели по промените во системот на рангирање од лани, речиси не очекувале вакви одлични резултати. Се овозможија некои норми што беа така поеки да бидат намалени и се овозможија клубови што имаат поголем број атлетичари тука на граница да може да земаат поени и мислев дека ова година ќе имаме голем пат реално бидејќи сме помалку бројна екипа и така се потпиравме на тие високи резултати што ги направеа нашите поединци и затоа се боревме успешно со далеку побројни екипи, бидејќи системот на рангирање форсираше квалитет. Сега со спуштање на одреден број, речиси сите норми, се овозможи да има многу поголем број освоени поени на и сениорскиот и на младинскиот куп, но е искрено дека задоволен сум, сениорскиот куп го освоивме исто така на изненадување, а на младински куп го задржавме оној да кажеме традиционален веќе успех, барем една екипа да ни е прво место. Оваа година тоа беше женската екипа што застана на пиедесталот и севкупно бевме исто така збир на машки и женски поени трети. За многу малку може да кажам за жал една дисциплина само да беше подобра, значи ќе бевме тука рангирани на првото место, но женските направија доминација, тоа е супер. Во овој нов систем на рангирање кажав дека може да се очекуваше голем пресврт во работите, но покажавме дека може да се носиме иако приоритет секој ни беше работа на поединци да станат државни прваци, државни рекордери, да имаме членови во репрезентација, значи помал број, но квалитетна екипа. Не е доволно да се победи, треба да се постигне оној резултат. Има одредени дисциплини каде што може некој да победи, но неговиот резултат е под таа поставена норма, стандард за освојување на поени и не успева да донесе ниту еден поен за својот клуб. Така што може да донесе максимално 6 може да донесат тие како финале, но може да не донесе никој ако го нема поставен резултат. Така што сепак има ниво на квалитет на резултат што мора да се постигне за да се освојат поени. Успешни резултати, лични рекорди како и придонес за големиот пласман имале и Лина Аневска и Михаил Стошевски. Во наредниот период на атлетскиот клуб му престојат уште неколку надпревари, меѓу кои и пионерскиот куп, повеќе бој, првенство под 14 години, како и атлетскиот митинг 11 октомври, кој се одржува во Куманово. Се надеваат на успешни резултати.